ВМРО ДПМН прашува по кои критериуми е избран новиот претседател на Основниот суд во Штип, Ѓорѓе Андонов. Дали тоа што новиот претседател на Основниот суд Штип е прв братучет на претседателот на СДСМ Штип беше пресудно да ја добие таа висока функција? Дали непотизмот почнува да фаќа корени и во правосудниот систем? Вака ли СДСМ ги спроведува реформите од поглавието 23, која ги опфаќа правосудството, борбата против корупцијата и темелните права на граѓаните? Дали ова тоа независно судство што премиерот го отвара како пупка? Ова не се само прашање на ВМРО ДПМН, туку ова се прашање на сите граѓани. Додека чекаме пред портите на Европската Унија, можеби партијата на власт треба да си погледне во својот двор. Стои во соопштението од ВМРО ДПМН. На ова реагираа од општинскиот огранок на СДСМ. ВМРО ДПМН е партијата символ на непотизмот и партизацијата на институциите, особено во судството, и нема некаков кредибилитет да зборува на оваа тема. Да ги подсетиме ВМРО ДПМН на дел од бројните случаи на непотизам. Екс-министерот за правда Михајло Маневски, кој денес е дел од структурите на ВМРО ДПМН, заедно со неговата сопруга направија најголема фамилиаризација на правосудните институции. Олгица Павловска, судиката во Основниот суд Штип, е прва братучетка на Филимена Маневска, сопругата на Михајло Маневски. Јово Вангеловски, кум на Трајко Велјановски, председател на Собранието на Република Северна Македонија, беше избран за председател на Врховен суд. Маја Маркова Котевска, сопруга на Иво Котевски, портпарол на МВР, е судија во Основниот суд Скопје 2. Ќерка на Љубинка Муратовска, поранешен член на Врховен суд и актуелен член на антикорупцијската комисија, и сестра на Серјожа Марков, дежурен адвокат на фамилијата инсталирана во ВМРО ДПМН. Посочениот пример се однесува на редовна постапка која што започнала многу пред изборот на новото раководство во општинската организација на СДСМ Штип, а е целосно неповрзана со и ослободена од партиско вмешателство. Се одвиваат редовни промени по европски пракси, а без никакви притисоци. Стои во реакцијата.